Општината се уште не го открива името на потенцијалниот инвеститор во делот погоните на некогашна порцеланка. За сега остануваат само најавите дека се работи за странска компанија која таму ќе гради така наречена браунфилд фабрика. Инаку локалната самоуправа веќе ја изработи планската урбанистичка документација. Урбанистичкиот план, кој го подготвија локалните власти, опфаќа територија од постојаната фабрика како и дел од државното земјиште. Во одлуката на општинскиот совет пишува дека на овој начин ќе се овозможи продажба на дел од порцеланка кој во моментов е во приватна собственост. Па добро, јас сега пак би го чувал тоа уште малку додека не се завршат преговорите во владата на Република Македонија на начинот за инвестирање и така натаму, ќе им биде задоволство ако имаме прилика се до тоа да заврши позитивно и да заедно го објавиме како минатиот пат што го објавивме маркат, кај што можат граѓаните на Велес да видат дека и првите 100 луѓе се веќе на работа во фабриката Маркат. Според најавите на локалната самоуправа, во индустријската зона Караслари наскоро треба да започне да се гради уште една фабрика. Компанијата за производство на ортопедски помагала Јапоне се очекува да отпочне со активностите. Добро, они веќе треба во рок од 2 месеца да поднесат документација, да си платат комуналии и да почнат со градба. Освен Јапоне, Чадиев вели дека во индустријската зона Караслари набрзо ќе се изгради фабрика, но од страна на домашен инвеститор. Тој на соседната парцела до Маркарт веќе ги поставил темелите и столбовите за новиот објект. Невработените лесно можат да пронедат кои слободни работни места се нудат во нивната општина. Ова го овозможува интернет страницата на Агенцијата за вработување. avrm.gov.mk е порталот преку кој невработените можат да се информираат за бројот на слободни работни места, компаниите во кои се нудат и за кое работно место е отворен огласот. Директорот на агенцијата Владко Поповски вели дека невработените можат и да се регистрираат на интернет страницата, која автоматски според нивното образование ќе ги информира за новите отворени работни места. Нашиот портал во секој момент имаме над 5500 работни места кои што се отворени. Значи, секој момент секој заинтересиран може да се провери во својата општина, во своето населено место дали има работно место за неговиот профил. Од агенцијата велат дека подолго време се нудат и обуки за преквалификација или доусовршување за одредени работни позиции. Често кај некои професии недостасува соодветно обучен кадар. Токму поради ова, агенцијата им нуди на невработените бесплатни обуки кои треба да им помогнат полесно да најдат работа. Доколку нема таков за неговиот профил, а имаме за други профили кои што можеме преку лесни обуки во агенцијата, значи преку обуки за побарување вештини на пазар на трудот, да им овозможиме преквалификација, ние сме тука да им помогнеме со што они би добиле среќна вработеност, би остварувале соодветен приход за себе и за своето семејство. Инаку интернет страницата на Агенцијата за вработување континуирано ги обновува податоците за бројот на слободни работни места. Така, според последниот извештај, во Велес моментално се бараат 170 работници. Најголем дел од огласите се за продавачи, работници во текстилната индустрија, возачи. Скоро кај сите се нуди плата според законскиот минимум. За 40 работни часови во неделата, работодавачите нудат околу 10.000 денари. Хуманитарна помош од Црвениот крст за социјално загрозените семејства. Организацијата вчера и денеска подели 14 пакети со прехранбени производи, по 7 за семејствата од градот и руралните подрачја. Масло за јадење, ориз, граф, леќа, брашно, супи, тоа го добија семејствата. Надлежните се надеваат дека ќе им го олеснат барем дел од месецот, со фактот дека тие ќе ги имаат основните производи за да сготват топол оброк. Формиравме 14 пакети за семејства во руралните средини и за семејства во градот Велес за материјално необезбедени семејства. Значи, вчера беа донесени 7 пакети на семејства на подрачјето на општина Чашка, во село Чашка, Дреново, Долно и Горно Јаволчиште и во населбата Чашка, а денес ќе доделиме исто така хуманитарна помош во храна, значи на 7 семејства од градот Велес. Тоа се главно семејства во кои што има деца со пречки во развојот или стари изнемоштени лица. За реализацијата на акцијата Црвениот крст ги искористи средствата кои ги собраа во месец мај на неделата на солидарноста.
Граѓаните донираа вкупно 22.480 денари. Па тоа се лица кои што се евидентирани и во Центарот за социјална работа, кои што се обраќаат подолго време, повеќе пати во просторите на општинската организација на Црвениот крст и со консултација со Комисијата за социјално-хуманитарна дејност при општинската организација на Црвениот крст, се одлучува на кој да се даде приоритет, односно на кој да се додели хуманитарната помош. Од Црвениот крст информираат дека организацијата продолжува со хуманитарните активности, апелираат до граѓаните и фирмите за донации, затоа што секогаш има граѓани на кои им е потребна помош. Идниот викенд ќе се одржи 4-тиот рок фестивал Велес Фест. Настапуваат 4 музички состави: Лоши деца, Стил Темпл, ДНО и Дарквуд Даб. Организаторите сметаат дека понудата ќе ги задоволи вкусовите на посетителите. Имаме два ексклузивни, преексклузивни бенда, кои што најмалку 3-4 години немаат настапено на македонска сцена, а да не зборувам на велешка сцена. Значи, до сега, според мене, овој најдобар фестивал што се одржал во Велес, со оглед на изборот на квалитет на бендови, на нивното CV кое што го поседуваат. Според организаторите на фестивалот, тој својата кулминација ќе достигне со настапот на Darkwood Dub. Составот подолго време не настапувал во Македонија, а важи за група која внесува новитети во современата алтернативна музика. Едно од најголемите имења на балканската сцена. Тие со своите настапи, па и со својата музика ги поместија границите на живите настапи, како и на современата алтернативна музика. Значи, Darkwood Dub нема настапувано долго време на македонска сцена, еден од носителите на андерграунд сцената, помодерна, значи концептуална сцена на целиот Балкан, значи европски, светски. За прв пат годинава Велес Фест нема да го отвори велешка група. Организаторите велат дека немало интерес ке велешките рок состави да се појават на сцената. Оваа година не се пројави интерес од некој велешки бенд. Јас се надевам дека другата година ќе најдеме велешки бенд кој ќе се промовира сам на фестивал, затоа што да застанеш на иста цена со Darkwood Dub не е мала работа, меѓутоа па ќе кажам, за жал никој не пројави интерес и да ни се понуди за свирка. Рок фестивалот и годинава ќе се одржи на помошниот фудбалски терен во градскиот парк. Блезниците чинат 200 денари во предпродажба.